звучи многу добро. Но Томас, јас сум оној кого го бара паров. Кажи му, Петар, Исус со мене зборува како татко со син. Обајцата грешите, јас сум му омилен на Исус. Петар, како можеш да кажеш такво нешто? Зошто мислиш дека ти си му толку важен на Исус? На овој свет, царевите господарат над народите. И оние што владеат над народите се нарекуваат добротвори, но вие не бидете такви. Напротив, најголемиот меѓу вас нека биде како најмалиот, а оној што предводи нека биде како оној што служи. Зашто кој е поголем? Оној што е на трпезата или оној што послужува? Се разбира, оној што седи на трпезата, но не овде. Јас сум меѓу вас како оној што послужува, и исто како што татко ми подари царство, јас сега ви давам право да јадете и пиете на мојата трпеза во моето царство. Ке седите на тронови и ке им судите на 12 племења на Израел. Тоа е многу добро. Да, вистина е така. Симоне, еве, сатаната побара да ве просее како пшеница. Но јас сесрдно се молев за тебе. Твојата вера не треба да ослабне. А ти, штом ќе се вратиш, зајакни ги своите браќа. Господару, готов сум да одам со тебе и во затвор и во смрт. Петар, пред петелот изутрина да запее, ти 3 пати ќе одречеш дека ме познаваш. Само велам, би сакал да знаеш. Може би да учествувам во една од вашите игри на училиште. Квантум, кај нас можеш да играш само со покана. Сите го знаат тоа. Што треба да се добие за покана? Ние не се дружиме со типови како тебе, Квантум. Не си кул и многу си низок. Не знам, слушнав дека Квантум има опасен мал скокшут. Да, мал е точен збор. Не можеш да ме патиш? Растурам. Поминувам. Еве го, ова е мојот препознатлив шут. Тоа е тоа. Направи го тоа уште еднаш да знаеме дека не беше на среќа. Тој шут го можам и во сон. Лука, погоди што се случи. Ме избра за председателка на шаховскиот клуб. Сериозно? Шаховскиот клуб? О, господи, председател сум. Квантум, ја познаваш шахискала? Никогаш не сум ја видел. Погледнете го ова, дечки. Лука? Ајде, врати се. Да. Лична покана за играта. Се гледаме во Ривер парк. Да. Лука, ти ги донесов патиките од дома како што ми рече. Ќе се дружам со најкул момците во Valley View. Мило ми е за тебе, Лука, но што е проблемот со Ела? Лука, како можеше да го направиш тоа? Ела, не мислам дека шаховскиот клуб е кул, но знаеш дека... И затоа е во ред да се правиш дека не ме познаваш мене? Ела, знаеш дека сум ти пријател? Мислев дека знам. Ела, Супер книгата! Но не пак! Патување со супер книга! Ќе ви ја покажам моќта на простувањето.
Човече, толку кога требаше да... Што се случува? Тргнете се од Но патот. не го послушаме, батково со факелот. Ела, Гизмо, Отворете ја портата. Го водиме Исус да биде испитан од Кајафа. што се случува? Овој човек, Исус од Назарет, предизвикува секакви неволји, тврдејќи дека е Божиот син. Свештеникот Кајафа ќе одлучи за неговата судбина. Мора да дојдеме до Лука. Еј, Влегувај. полека. Однесете го. Што? Лука! Побрзај, Петар. Те молам, пушти го мојот пријател. Петар, дојди со мене. Јован, ова не оди на добро. Побрзо, нема време за Слушај ме. одложување. Исус ги остави да го уапсат. Се обида да ги запреш. Може би Исус не сака така да биде. Што сака? Целава оваа вечер нема смисол. Се оди наопаку. Како Исус ке стане крал? Уапсен од властите на истиот оној народ кој сака да го води. Петар, запомни што каже Исус. Мора да одиме. Следи ме. Гизмо, што правиш? Може би Лука е во неволја. Може би можем да го лоцирам со скенерот. Заборави на него, Гизмо. Ако не сака да биде со нас, тогаш и јас не сакам да бидам со него. Што мислиш дека Кајафа ќе направи со Исус од Назарет? О, ќе си го добие своето. Исто и неговите следбеници. И ти беше со Исус Галилеецот? Воопшто не знам што зборуваш. Овој човек беше со Исус од Назарет. Се колнам дека овој човек не го познавам. А ти што мислиш дека Кајафа ќе направи со Исус од Назарет? Проклет да бидам ако лажам. Не го познавам овој човек. Пред петелот изутрина да запее, ти 3 пати ќе одречеш дека ме познаваш. Лука, каде го водат Исус? Велат во преториумот за некој човек по име Пилат да му суди. Кој е тој човек? Тоа е Петар. А што му е? Зошто е тажен? Тој е... веројатно е, знаеш, вознемирен зашто го водат неговиот пријател Исус. Супер книгата. Па, каде сме сега, Гиз? Стигнавме кај морето на Галилеја. Се чини дека супер книгата не одведе од прилика 3 недели понапред во времето. Мора да се вратам дома, инаку ќе пропуштам шансата да играм кошарка со најкул момците.
Тие не се кул. Гиз, двогледот те молам. Што рече? Гиз, двогледот те молам. Не, пред тоа, рече, не се кул. Се гледа колку знаеш, ела. Праше колку било, ми требаше цела година да докажам дека имам се да се дружам со нив. И сега ќе ме прифатат. А тоа ме прави... На вистина не кул. Што? Чекај, ти реков, ела, ако сакам да се дружам со новиот председател на шаковскиот клуб, знаеш ли колку ќе ми смеваат? Ако Ела не сака да се дружи со мене и јас не сакам со неа, ќе го вежбам мојот скок шут додека супер книгата не врати назад. Гиз, кошарка. Лука, Ела ти е другарка многу подолго отколку момчињата од училиштето. Можам да бидам другар кога сум со неа, а можам и да бидам нивни другар кога сум со нив. Не мора сите да знаат се. Здраво, јас сум Ела и јас... Чекај, ти си Петар. Беше со Исус во куќата на кафаја. Ние сме следбеници на Исус. Или бевме. Како мислиш, бевте? Ако си била во куќата на кафаја, како тогаш не си чула? Исус беше распнат. Откако умре, и ние се плашевме. Повеќето од апостолите се сокрија од римјаните и толпата. Другите едноставно побегнаа. Но потоа се случи најголемото чудо. Исус се крена од мртвите. Што? Јас се сеќавам... Мислам, ако е жив, тогаш каде е тој? Дојде неколку пати кај нас, но беше поинаков. Го видов и не бев сигурен дека е тој. Стави го прстот овде и погледни ми ги рацете. Пружија раката и ставија во раната на мојата слабина. И немој да се сомневаш. Верувај. Господару мој и Бог мој. Поверува затоа што ме виде. Среќни се оние што не гледаат, а веруваат. Тоа е неверојатно. Зошто се сомнева во него? Одам да рибарам. И јас ќе дојдам. Не може да си прости. За што? Одрекуваше дека го познава Исус. А некои воопшто не се каат за тоа што го направиле. Јас ќе го земам малиот чамец и онака мислам дека Лука не сака да биде во моја близина. Петар, ноќта кога го апсија Исус, разбирам зошто мораше да кажеш дека не го познаваш. Мислам, може да те уапсат. Кој знае што мислеа таа ноќ? Мораше да се заштитиш себе си, зарем не? Исус знаеше дека сатаната ќе ме искушува и јас потврдив. Никогаш немој да го спушташ гардот. Дјаволот е како разгневен лав, демне околу за да најде некого да нападне.
Лука, ја проверував областа со сонари, може би апостолите треба да се префрлат на друго место. Нема риби во близина. Мислам дека веќе го сватија тоа Гиз. Продолжи. Добро утро. А? Кој е тоа? Кој е тоа? Кој викаше? Уловивте ли нешто? Не! Не уловивме ни една риба! Фрлете ја мрежата од десната страна на чамецот и ќе најдете. Што ли зборува? Ловиме цела ноќ. Очигледно на погрешната страна од чамецот. Нема што да изгубиме. Зошто мисли дека ова ќе успее? Јас цела ноќ го следам сонарот и нема риби никаде во близина. Тоа е факт. Гизмо? Фати го Лука! Ела, ако не сакаш да бидеш со Лука, тогаш зошто мислиш дека тој ти се... Лука! Фати ме! Ела! Петар, тоа е Исус. Што? Учителе? Господару, јас... Донесете малку од рибите што ги уловивте. Ти велам, како Ела те спаси од водата, тоа беше одлично, нели? Изгледа дека Исус нема луд на Петар. Тоа е одлично, но после она што се случи, знаеш. Секако, помага тоа што на Петар навистина му е жал за она што го направи. Секако би било убаво ако можевме да бидеме повеќе такви. Да и простам се, така? Се разбира, Исус не би ги повредил луѓето кои се грижат за него. Изгледа затоа е Исус, а ние сме, знаеш, ние. Господе, јас... Симоне, сине Јованов, дали ме сакаш повеќе од овие? Да, господару, знаеш дека те сакам. Тогаш нахрани ги моите јагниња. Симоне, сине Јованов,
Ме сакаш ли? Да, господару. Знаеш дека те сакам. Погрижи се за моите овци. Симоне, сине Јованов, ме сакаш ли? Господару, ти знаеш се. Знаеш дека те сакам. Тогаш нахрани ги моите овци и следи ме. Петар 3 пати се одрече од Исус. И затоа Исус им му простува 3 пати. Ела, јас. Супер книгата! Ела, сакам да кажам, слушај, сгрешив. Понекогаш луѓето прават грешки, многу се збунуваат или се плашат, Или се себични. но најчесто се плашат. Никогаш не требаше да одрекувам дека те познаа пред момците, Ела. Го мислам тоа, жал ми е. Ти простувам, Лука. И жал ми е ако малку претерав. Само малку. Еј, Квантум! Ти играш со нас или не? Знаеш што? Нема. Не, морам да одам. Каде да одиш? Се случи најкул нешто. Ела ја избра за председател на шаховскиот клуб. Ќе одам да прославам со моите пријатели. Шахмат, крај на играта, се гледаме. Освен тоа, кому му треба скок шутот на Квантум, кога јас го имам гизмо шутот? Оле, си ода! Исусе умре на крстот за нас, за спас на сите ти воскресна. Прости ми сега за секој мој грев, мој Господ биди и пријател. Животот мој промени го ти, јас за тебе ќе живеам. Животот мој промени го ти, јас за тебе ќе живеам. Исусе умре на крстот за нас, за спас на сите ти воскресна. Прости ми сега за секој мој грев, мој Господ биди и пријател. Животот мој промени го ти, јас за тебе ќе живеам. Животот мој промени го ти, јас за тебе ќе живеам. Животот мој промени го ти, јас за тебе